Почитувани, во барањето на трет мандат, Владимир Талевски и ДПМНЕ, замислете, во својата програма го ставија и образованието. Ке го развивале, унапредувале, осовременувале. Дека сето тоа е празно слово на хартија, најдобро говори нивното 8 годишно владење, кога образованието го паднаа на колена. Кога сметките на училиштата поради милионски долгови за грејење, струја, вода, превоз беа блокирани, а професорите немаа основни реквизити за работа. Кога учениците седеа со палта во незатоплени училници, додека пак непотизмот и партиските вработувања на несоодветни кадри царуваа. Од сето тоа најмногу штета имаа учениците. Почитувани од ДПМНЕ, 8 години се мајтапевте со образованието. Сега граѓаните повеќе не ви веруваат. Вие повеќе немате кредибилитет да ја водите општина Битола. Но затоа, после победата на Менде Диневски и Сојузот на иднината, на 24 март, оваа важна сфера од општественото живење ќе добие нов поттик со реални мерки од кои дел се следните. Реконструкција и санација и редовно одржување на сите основни и средни училишта и детските градинки во надлежност на општина Битола. Опремување на специјализирани училници со смарт интерактивни табли со аудиовизуелни средства. Создавање на фонд од буџетот на општина Битола за поддршка на мини проекти од областа на екологијата и предприемништвото. Воспоставување на функционална мрежа на училишта за средно образование со балансиран број на струки и образовни профили, сообразни со традицијата, економските специфики и потребите на општина Битола. Формирање на центар за талентирани и надарени ученици, не само од Битола, туку и цела држава, со што ќе се овозможи организирање и реализирање на соодветни форми на работа со таквите ученици во текот на учебната година. Почитувани сограѓани, заедно да се избориме за убава Битола. Иднината сега време е.